кој начин? Тим од владата. Тим од владата. Да. И вие сте во тој тим? Да, јас сум. Што конкретно им нудите? Го пример гледаме што им е бизнис планот, врз на бизнис планот, како што кажав претходно, гледаме што им е потребно. Добро, како ќе ги привлечеме еве бизнис планот е едно, меѓутоа ако планира да полна државна помош и кажуваме кои се бенефитите и зошто е добро да инвестира во државата. Еве една компанија што ќе биде во Тристетол при крај финизирањето документацијата, се згледуваше Македонија и една земја од регион, не сакам да именувам, да испадне дека сега правам. И од Македонија? Молам, ја од Македонија. Тоа кога ќе биде финализирано на некој начин? Па очекувам лето официјално да. Сепак сега спомнавте две компании. Да. Ја имаме 287 празни хектари. Сака да е четврта, ама сега зборам за оперативни 3 зони. За тоа 287 хектари ви кажаме кој идејата. Таму нема интерес. И таму одиме со моделот, што за жал некој досега требало тоа да го направи претходно, меѓутоа изгледа не им било тоа целта. Има друга цел. Нашата цел е како да направиме подобра економска клима за сите, и за домашните, и за странските компании. Така. Тоа не е целта. И тоа го работиме. Ако гледате дека колку се направи за домашните компании, со аспект на тој кредит. И тој кредит како имплицираше да и самите банки плюс дадат пари на стопанство да се кријат дополнителни инвестиции по дополнителен развој во економијата. Не ми кажавте конкретно што нудите еве врз основа на тој бизнис пакет која ќе ви го презентирате, еве како идат тие средства. Нудиме државна помош согласно позитивните законски прописи. Та ја обрасам постапката. Добро. Доаѓа компанија што сака да инвестира. Има одредени обраци што ги пополнуваат, кај што ние гледаме што им е нив потребно, какво земјиште, каква инфраструктура, локацијски, колку број на вработени. И основно на тоа нудиме локација. Првата работа. Паралелно на тоа работиме на тој бизнис план што ни го доставува да видиме што пакет државна помош да им дадеме согласно законот. Значи они може да сад бројки секакви, меѓутоа ни гледаме што е издржливо и што не е издржливо. И кои се прифатливи и кои не се прифатливи. Согласно тоа им даваме пакет државна помош. Со тие два пакета одиме на преговори. И секоја сериозна компанија прави анализа што нуди секоја држава. Добро, и која е највисока државна помош која еве на некој начин? Имате ли анализа согласно конкретно пари дава држава? Согласно законот, и тој закон е усовршен со европски регулативи, на инвестиција до 50 милиони евра државата може да даде максимум 50% државна помош во зависност од реализацијата на инвестицијскиот проект.